На гости ни дојде градоначалникот на општина Делчево. Всушност, тие се подготвуваат за одбележување на еден многу и голем значаен јубилеј. Градоначалник, добре ни дојдовте. Добре најдовте, благодарност до вас за денешната покана и за ова моја прва гостување кај вас во телевизија Алфа. Најпрво дозволете ми да ги поздравам вашите гледачи, да ве поздравам вас како медиум и секако да го честитам големиот православен христијански празник Свети Ѓорги. На сите кои што денеска го празнуваат празникот, им посакам мир, благосостојба и многу здравје, не само на нив, а и на нивните семејства и секако пријатно празнување на денешниот ден. Браво. Многу убаво од ваша страна. Добре ни дојдовте и драго ни е што ќе бидете дел од нашата утринска програма, затоа што ќе зборуваме за нешто мощно и убаво, за оној јубилеј што ќе се одбележува во Делчево. Меѓутоа, Сузе, може и да го прашаме градоначалникот, со оглед на тоа дека кажавме прв пат сте кај нас во Алфа, што ќе се напиеме, да ве почестиме. За добре дојде. Веќе ми дадоа водичка, јас пошто идам оддалеку не до Делчево, веќе сум пиен кафе. На здравје, нека ви е добро. Здравје, нека ви е повелете. Ние да прашаме како добри домаќини, така. Благодарам. Делчево, кога ќе споменеме, секогаш не асоцира на едно прекрасно, убаво градче, кое што е исполнето со еден преубав македонски, ќе кажам, дух, затоа што и кога го поминуваме, се воодушевуваме од она што сега и вие го правите токму за градот за Делчево. Ние ќе позборуваме и за тој дел, меѓутоа ова утро сме со една единствена цел, повеќе да обрнеме внимание на она за што се подготвува Делчево, а тоа е Разловечкото востание. Во селото Разловци, така, во 1876 година. Па ајде нешто за одбележувањето, кои се подготовките и мощно, интересно и убаво од ваша страна, што токму имаме еден ваков јубилеј кој што ќе го одбележиме на специфичен и интересен начин. Па да, најпред благодарност за убавата најава за мојот град, за мојот Делчево. Обично кога се така каже го доживувам. Да, обично кога се каже Делчево, први ти доаѓа да помислиш на Гоце Делчев, како наш патрон на нашиот град. Така е. Вчера имавме тоест завчера имавме еден убав јубилеј. 123 години од неговото загинување, имавме одлични настани во Делчево и некако месец мај ни тргна со одбележување на такви убави. Затоа реков со македонски дух. Мислам на такви убави датуми кои што не посетуваат за нашата историја и за нашата убава Македонија. Секако најголем акцент оваа година е ставен во фокусот на чествувањето на 150 години на Разловечкото востание како најголем државен јубилеј кој што ќе биде оваа година на територијата на Република Македонија. Ние ја добивме честа како општина Делчево да бидеме координатори на организирањето на настанот за чествување на 150 години Разловечко востание. Тоа е со одлука на владата на Република Македонија. И како такви веќе сме во интензивни подготовки за настан, затоа што тоа ќе биде еден државен настан со многу гости, значени гости. Кога точно го одбележуваме? Значи, ние веќе го одбележуваме. Да, меѓутоа настанот главниот. Централните настани ќе бидат на 18 и 19 мај. Така. На 19 мај ќе биде и нашиот почитуван и ценен премиер, професор доктор Христијан Мицкоски, заедно со владина делегација предводена од неколку министри. И како што и претходно напомнав, веќе имаме неколку состаноци за координација на настанот, секако првично со нашите локални институции и со локалните и подрачни единици на државните институции, затоа што тоа е еден поголем настан кој што бара навремена и брза реакција, секако подобрување на условите и во Делчево и во селото Разловци. И мислам дека добро се движиме и дека ќе успееме веќе до 18 и до 19 мај да бидеме спремни и да покажеме на Македонија и на целата македонска јавност дека Делчево ќе биде достоен домаќин на новиот значаен јубилеј и дека македонштината ќе почне да се развива токму баш од овој настан, од срцето на Делчево, од срцето на Разловци и секако. Така. Тоа е јубилеј, односно ние одбележуваме нашата историја. Затоа што тоа се нашите корени и тоа не сме никако да се заборави, токму затоа нели се овие подготовки и ова одбележување заукружуваме нели 150 години јубилеј. Кажавме дека подготовките веќе се тука, вие како градоначалник на општина Делчево давате се од себе, се разбира, за да сето тоа безпрекорно онака како што сте и замислиле тече, како што кажавме, еве споменавме кои се ќе бидат гости на овој настан, меѓутоа и сите граѓани кои што сакаат да бидат дел од овој настан се поканети, така? Не само Делчево, току и се разбира пошироко и низ цела Македонија.
Баш така, значи, мислам само нели морам да коригирам во делот дека јас како градоначелник не со мене работи еден поголем тим кој што си ја познава работата. Така. Значи за еден ваков настан е потребна стварно добра екипа, искусна екипа која што ова треба да го сработи. Многу ми е драго што тука се целосен тим, да, така. Многу ми е драго што сега со одлука на влада тука се вклучени активно Министерство за култура. Исто така како една од поважните институции, секако Министерство за култура, Генерален штабот на македонската армија и секако Националниот конзерваторски институт. Така. Сите ќе бидат дел од ова одбележување. Кои што имаат веќе и конкретни задачи со одлука на влада за како тоа се треба да изгледа овој централен настан, затоа што претходно кажав дека ние веќе сме во подготовки на истиот, веќе имаме најави, еви директно мој гостување во овој контекст за да го најавиме, за да се подигне свеста кај јавноста, за да знаат колку е можно повеќе луѓе, и секој да ги поканиме целата македонска јавност овде за прв пат, нели јавно и официјално, да ги поканиме цела Македонија да биде во селото Радовци на 19 мај за да заедно го чествуваме овој значаен јубилеј. Јас многу пати ќе кажам да, ќе бидеме сите ние значајни функционери, луѓе кои што носат функции, но доколку не успееме да однесеме 500 деца на настанот, ние ништо нема да направиме. Ако не успееме да ги однесеме децата од училиштата во Делчево, во Македонска Меница, во Печево и во Берово, како општини кои што се тука, нели, околу селото Радовци, ние џабе сме направиле голем настан, џабе сме направиле значаен настан, затоа што ние мораме да ја храниме историјата и мораме да ја храниме македонштината во така е, многу убаво кажано од ваша страна, затоа што тоа треба да се пренесува од колено на колено. Тоа сме ние, тоа е Македонија, така. За нашите предци зашто се бореле за ова парче убаво наше преубава земја татковина, каде што еве јас разговаравме нели така спонтано дека овие помалите градчиња кои што 11.000 жители претпоставувам, мислам дека е Делчево. Да, еве ќе ги поздравиме сите наши гледачи во Делчево, се разбира и цела Македонија, но тука ќе ставиме акцент малку сега и на гледачите од таму кои што исто ги имаме. И Делчево е прекрасно градче, како што споменав, па покрај Разловечкото востание јас би сакала и овие минути да ги искористиме и за тоа за капиталните инвестиции, за инфраструктурата, затоа што не сега дека вие сте тука па јас да ве пофалам, туку така е, кога поминувавме, бевме воодушевени од она што вие го правите за ова градче, затоа што на таквиот начин јас ве прашав и дали привлекуваме туристи, вие одговоривте потврдно, што ми е многу драго. Па ајде нешто малку повеќе и за тоа. Па добро, пошто вие покомплексно прашање, почнем во почетокот, да, активно се работи на реализација на повеќе капитални инвестиции во моментот. Сега благодарение на македонската влада и на нашиот ценен пример, преку унгарскиот кредит, во моментот се реализираат повеќе капитални инвестиции. Јас тука би ги извел најмногу изградбата на улица Индустријска како една од главните поврзници на двата дела од градот. Секако изградбата на кејот на река Брегалница, низводно, кој што е еден многу значаен капитален проект кој што ќе даде еден посебен шмек на градот. Ние имаме прекрасна река Брегалница која што тече баш во срцето на нашето убаво Делчево и со еден ваков капитален проект кој што ќе биде надополнет секако со неколку содржини, изградба на скејт парк, изградба на парково зеленило, ќе има еден разубавен лик кој што ќе биде секако мета на привлекување и на луѓе надвор од Делчево. Секако изградбата на улицата Видео Смилевски Бадо е на улица која што беше децениско барање на жителите кои што живеат во населбата Расадник, неколку улици во Спорско рекреативен центар на населбата, неколку улици во населбата Пролет, улица во населбата Басарица, улица во селото Звегор и многу други содржини кои што се во моментот во... Но прилично добро ги помните сите во и во поголем број, браво. Да, мислам, тоа се така, проекти кои што се видливи за око, тука ги изоставувам они кои што се невидливи, тоест атмосферска и фекална канализација кои што се во централно градско подрачје заедно со улица 3, 4 и 5 и краци од улиците. Тоа е една комплексна содржина, повеќе проекти кои што во моментот течат и се во фаза на изградба и секако со нивната реализација ќе дадат еден посебен шпек на градот и посебна убавина на градот. Паралелно на тоа работиме на подигање на свеста на подобрување на условите за живење, тоест за зачување на животната средина. Заедно со многу волонтери, заедно со сите институции од општината, секој јавно комунално предпријатие, работиме да градот изгледа многу почист, многу позелен. Засадивме многу дрвца, секаде каде што беше заборавено, паркови, детски игралишта се во фаза на реконструкција. И сега тоа само по себе си носи еден подобар имидж на градот и привлекување на повеќе туристи.
слава Богу, ние сме погранично место. Да, со Бугарија Благоевград имате соработка исто така и со погранични они. места си имаат секако и минуси, но имаат и големи плюсови. Ние како погранично место сме на позиционирани на, јас викам, во срцето на Балканот, и во близина на еден добар административен центар Благоевград, кој што е од другата страна на границата. Така. И имаме привилегија да сме близу и до Софија, и до Благоевград, и до сите поголеми. Имате соработка? Да, имаме соработка, ние сме збратимени општини и со Благоевград, и со Симитли. И само по себе близината на границата си влече луѓе да доаѓаат еднодневни, дводневни и викенд туристи во Делчево. Тече ли безпрекорно соработката со Благоевград, со општината Па Благоевград? да, ние сме активни партнери во овие кросбор соработки, преку ИПА програмите. Да. Во моментот имаме реализација на четвртиот проект заеднички со општина Благоевград, кој што е во висина негде од 1.300.000 евра. Баш преска го спомнав кеот на река Брегалница и скејт паркот, кој што се токму преку овој проект. Паралелно на тоа имавме сега дури и еден заеднички бизнис форум организиран со општина Благоевград и со тамошниот бизнис сектор. Успешно. Сега сега во четвртокот пред продолжениот викенд пред 1 мај имавме организирано еден нов бизнис форум, прв бизнис форум во Делчево, на кој што беа поканети секако општина Благоевград, општина Симитли, бизнис секторот од другата страна, од бугарска страна, бугарската амбасада овде во Македонија, македонско-бугарската стопанска комора, нашите стопанственици и имавме еден одличен саем во кој што нашите фирми од Делчево имаа можност да ги презентираат нивните производи и нивните специјалитети, пошто имаме доста ресторанти, на тамошните чинители и на некој начин да подадеме рака на развојот, пошто ние, како што кажавме, и зависиме од тоа, пошто сме погранично место. Погранично, така, и мораме да работиме и во подобрување на соработката, во подобрување и на имиджот на градот и секако во подобрување и на услугите кои што ги нудат нашите и фирми, и ресторанти. Туристи од каде ни доаѓаат, да? Значи, најмногу ни доаѓаат туристи од Благоевград, од Софија и сега се забележува некој тренд од вратешноста на Бугарија, тоест оне Пловдив и Пловдивско. Значи дури од таму далеко. Значи пријавуваат интерес, се шират гласините. Да, подобрената инфраструктура. Со што ги привлекуваме, еве јас се извинувам, најмногу во Делчево? Најмногу ги привлекуваме со убавата храна. Ете така. Значи Делчево има познато по тоа што има многу кафани, ресторанти, многу кафичи и викенд, петок и сабота имаме сите, значи жива музика. Тоа е она што во кој што живеат туристите кои што доаѓаат во Делчево на викенд и секако ниските цени, затоа што од другата страна во Бугарија веќе и еврото и таму цените се драстично зголемени. И вака ги привлекуваме уште повеќе. Квалитетот на храната е многу поразличен од нашиот и нашите ресторанти навистина нудат пред се добра услуга и потоа нудат и одлична храна. Но сигурно сум дека и ние исто така од цела Македонија доаѓаме во Делчево вака преку викенд и да од сето ова што го кажавте исто да го искусиме, така? Да, тоа што се забележува во последно време е што нашиве, зборувам сега за оние од Делчево кои што живеат и работат во внатрешноста на Македонија и сега што живеат и работат во странство, многу почесто си доаѓаат во Делчево. Затоа што Делчево е сепак едно убаво градче кое што е многу мирно, многу тивко, многу безбедно и сега поново многу чисто. Верувам. Да, нуди многу содржини кои што го подигнаа духот на градот. Јас баш кога и пред да станам градоначелник, многу често зборував за тоа да го вратиме имиджот и да го вратиме духот кај нашите сограѓани. Па мислам дека сме на прав пат. Тоа ми се допаѓа. Многу содржини, многу чести содржини кои што им дозволуваат на нашиве луѓе да се дружат помеѓу себе. И да се шири бројката на населението. Посакувам за крај, градоначалниче, да споменеме уште еднаш за она за што бевме, сме и тука, за разловечкото востание, за одбележувањето. Што е она што од ваша страна ќе биде како порака еве до нашите гледачи, што се однесува секако за овој 150 годишен јубилеј? Па да, пораката е многу јасна. Значи, разловечкото востание само по себе е првото македонско востание на територијата на Република Македонија. Така. Единствено востание во Република Македонија кој што и во самиот устав кажува дека е востание на македонците, со право учество на само на македонците и востание кој што според мене лично, а верувам и според многу луѓе во Македонија е на рангот на востанието во Крушево, Ленинското востание
и само по себе мораме да работиме и ние Да се не стави само како акцент, делчевци, така е. а и како македонци, како граѓани на оваа убава држава да работиме за подигање на ова зловечко стание и еден ден дај Боже да биде и државен празник на нашата Република Македонија. Нека Така да биде ги така, поканувам така. сите ваши гледачи, сите граѓани на Република Македонија на 19 мај со почеток од 10 часот кога ќе почне и овој официјалниот протоколарен дел да дојдат во Делчево, заедно да го почестуваме духот и магијата на Македонија и духот и магијата и на Делчево и на Разловци. И сигурна сум дека ќе бидат презадоволни од сите оние содржини кои што ги подготвувате за сите оние кои што ќе бидат дел од токму овој настан. Многу ви благодарам и што допатувавте од Делчево, бевте дел од нашата утринска програма, па да се видиме повторно, да разговараме за убави нешта што се однесува за Делчево и околината. За мене беше чест и привилегија што денеска бев овде за зборуваме за моето убаво Делчево и тоа што се нуди како содржини. Ви благодарам многу. Благодарам и јас, честитки уште еднаш и посакувам убав настан.